вечер. Честитки и още много години и още плодна сте. Почитуван директора на Институтот за национална историја, доктор Драги Георгиев, почитуван председателе на МАНУ, академик Таки Фити, почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски, почитуван архиепископ на Македонската православна црква, господин Стефан, почитувани членови на Институтот за национална историја, академици, професори, Ваши екселенции, почитувани амбасадоре и почитувани представници на дипломатско-конзуларните представништва во Македонија, дами и господа. Голема чест е да се биде дел од овој настан 70 години од основањето на Институтот за национална историја. Имам чувство дека сите ние вечерва сме дел од историјата на нашата државност, имајќи го предвид фактот дека Институтот е основан како прва научна установа во 1948 година во ново воспоставената држава во редот на народите на светот. Создавањето на нашата држава беше остварување на вековниот стремеж на граѓаните на Македонија за своја држава, а Институтот за национална историја прва научна установа која имаше за цел да ја истражува, проучува и да ја пишува нејзината историја. Силна е таа символика и врска на Институтот со македонската државност. Може да се каже дека Институтот за национална историја растеше со државата. Заеднички минуваа низ сите предизвици низ кои минуваше и Република Македонија. Секогаш со полна посветеност ја исполнуваше својата мисија да ги истражува историските процеси во Македонија и на Балканот, да публикува врвни научни дела и студии, да организира и да учествува во настани, симпозиуми и конференции, да обучува и создава нови врвни историчари и со сите тие и многу други активности да го дава својот значаен придонес во науката и во развојот на културата во Република Македонија и во светската научна заедница. Институтот за национална историја е и чувар на колективната меморија, која им дава на луѓето чувство на припадност. Но им дава и еден друг, особено значаен момент кога станува збор за историското место за народот во Македонија. Историскиот континуитет остварен во средиштето на Балканот, како крстопат на цивилизациите, на народот на овие простори му ги дава и паметењето на сите епохи кои оставиле траги на оваа територија. Оттаму, во колективното наследство на народот на овие простори, истакнувањето и инсистирањето на етничките, на верските и на езичните разлики и непочитувањето на сличностите произлезени од одредени периоди од историјата, доведува до стереотипно сваќање за посебноста на историјата на секој од народите подетално. Таква позиција носи во себе ризици да се создаваат представи дека секоја национална историја е една, единствена, уникатна, изолирана од другите. Токму затоа, на историографијата и припаѓа одговорноста историјата на соседните народи и историјата на сопствениот народ да ја гледаат во една мултиперспективност. Со други зборови, треба да остане отворена можноста историјата да се согледува не од статична, застарена позиција, која застапува само една и единствена историска вистина. Напротив,
да им овозможи на различните погледи да стапат во диалог со световите што некогаш постоеле и со кои се споделувало заедничкото минато. Секогаш се покажува како контрапродуктивно кога се инсистира на ексклузивност. Особено на Балканот, како точка на која се вкрстувале цивилизации и цивилизации. Тоа е уште еден аргумент против инсистирањето на ексклузивност по секоја цена и против тоа таквата исклучивост да се претвори во прашање да се биде или не. Или на нешто со што треба да завладеат владеачките елити од било која епоха. Секоја земја и секоја генерација треба да го знае и да биде свесна за сопственото минато. Но тоа не треба да се прави со промовирање на митови или со користење на политички мотивирани толкувања на историјата за напад на другиот или на противниците. Свежи се лекциите и искуствата од современата историја што не подучуваат дека треба да се воздржиме од злоупотреба на историјата за политичко профитирање. Единствениот начин да се справиме со употребата на минатото во политички цели е да се соочиме со тоа, да разговараме за тоа, да ги објасниме и разбиеме митовите, ако тие се пречка посебно за иднината. Споделениот поглед на историјата може да ги мотивира луѓето да преземат акција за да се обезбеди иднината. Таквиот пристап и дава шанса на надежда дека историјата може да се промислува отворено, критички, без предрасуди. Тоа е можност историското минато да го разбереме посеопфатно и на тој начин да ја разбереме и исклучителната состојба во која живееме како преднос за заедничко промислување и креирање на заедничка иднина. Впрочем, тоа се и европските вредности. Тоа е столбот на кој се издига и на кој се гради иднината на граѓаните и државите како еднакви членки на Европската Унија. Почитувани учесници на Свечената академија и на меѓународната конференција Балканската историја и современите предизвици. Ова мое обраќање го завршувам со упатување на силна поддршка во мое име и во име на владата на Република Македонија и како признание за подготвеноста на Институтот за национална историја да организира една толку важна, суштествена тематска конференција. Идејата на организаторите на овој меѓународен научен симпозиум да ги собере и да ги обедини на едно место историчарите, но и научниците од хуманистичките и од општествените науки, од регионот и од светот, е од огромно значење. Тоа е изворедна можност, овде, во срцето на Балканот, да се соочат историографски дилеми, дебати, несогласувања и споделувања. Да се побара одговор на научните предизвици на денешниот динамичен развој не само на регионот, туку и на севкупната човекова цивилизација. Тоа е вистинскиот и единствениот начин. Современата историографија треба да биде во чекор со времето, со научната вистинолюбивост, но и со етичките хуманистички стандарди. Сите историографски книги, тргнувајќи од еден чесен и принципелен однос кон проучувањето на минатото, треба да имаат пристап кон историјата за таа да им служи на животот и на иднината, а не на поделбите и на омразите. Во тоа име, дозволете ми уште еднаш да ве поздравам и да ви посакам понатамошна плодна и долгогодишна успешна работа на полето на историската наука во Република Македонија. Ве уверувам дека владата на Република Македонија останува отворен и силен партнер со силна поддршка за целокупната ваша работа. Благодарам.